Беше недела и мислев да станам подоцна. Но така не мислеше и тетка Донка. Доби идеја за генерално чистење на станот. И почна токму од под мојот кревет. Така е тоа. Сите жени како да добиваат нескротена желба во недела да чистат. Знам и мама... Ама тетка Донка е посебен случај. Право со цревото од право с мухалката под мојот кревет. Потоа ме покани на едно сладко. Здогледувајќи ги очилата на својот маж, таа се расплака.
Добро утро, директорке. Добро утро. Ај гледај си ги книгите. Не ви се многу 2 лева? Што сакаш да кажеш? Можам да ви помогнам. Ти мене? Можам да ви најдам нов маш. Туп. Ти мене? Туп. А туп, а? Ќе ми платиш за ова. Само се шегував. Невоспитано едно! Аха, бегај кај ќе бегаш, ама мене не можеш да ми избегаш. Платиш. Ми плати некој за ова. Море, ќе игра некој стап. Добро утро, комшија. Добро утро, комшике. Јас само сакав да Како сте? Па како што гледате, добар сум, комшике. Гледам. Почел да се бричам или не делае, па. Колку вие имате остра брада. А жена ви како е? Подобро е. Ќе ја пуштат во вторник на домашна нега. Убаво. Мислам, жалам што е в болница, но убаво што ќе се врати, да. Сакав... Што сакав да кажам? Да не ви треба нешто, комшике? Да. Не. Само сакав така малку да помуабетиме. Дали сте за едно кафе? Да. Не. Простете, немам време. Брзам, извинете. Диме, да не го дојдовте, може би. Кој Диме? Диме... Да. Деца. Простете. Шампион за еклери е мојата домка. Буба, подај ми го весникот. Тато се среќа. Буба, како учевме, сине? Во десната рака ножот, левата вилушката. Буба? Зошто не јадеш, сине? Не ми се јаде. Нешто те мачи, сине? Не, ќе јадам попосле. Ке јадеш сега и точка. Нема цел ден масава да стои заради тебе.
Ајде, остави го детето. Ти да молчиш, Милане. Ја знам што е најдобро за неја. Буба, така ли те учев, мајкино? Вака ме учеше. Буба, злато, ма што ти се случува, чедо? Милане! Ма дојди да видиш што се случува овде, престани, дембел! Ама, мамо, знам како треба да јадам. Ножот, вилушката, ама сега не ми се јаде. Не, мораш да јадеш. Ајде, ќе се обидеме уште еднаш. Значи, ти само следи ме. Ајде, ножот во десната рака, вилушката во левата рака. Ајде, почни. Само те молам, Буба, без мјацкање, со затворена устасине и повели. Ајде. Браво. Браво. Полека бе, жено, полека, жено. Полека, жено, полека. Ти реков да го оставиш девојчето да јаде како што сака. Гледаш дека главата ти е полна со други работи. Ти да молчиш, Милане. Нашето девојче мора да има високи манири. А со што е полна главата? Сега, сине, тато ќе те научи како се врзува јадица. Гледај сега вамо. Значи, взимаш јадицата, момент, и сега правиш вака. Така, сега овде вака. Пропнеш конецот тука. Така. И... Еве готово. Виде? Ај сега ти. Еве ти конче. Големо. Ајде. Ајде. Така. Така. Чекай. Ајде. Така. Така. Правим вака. И сега заврти. Што? Тато ме Што е? крв! Ништо. Чекај да видам. Ништо. Боли. Ја по цел ден гледам крв, па ништо не. Да, ама ти си каса, бе, така видим. Ајде, сине, така растат рибари, ајде. Ајде, пробај уште еднаш. Дај. Ајде. Жива душа нема. Тешки времења. Нема човек кому да помогне.
Абре, синко, ти да не заборави денеска нешто, а? Што? Па денеска е недела. Кој знае што се случува таму по зградине сега? Леле! И сега, што ќе правиме, а? Ке ми ставиш нова закрпа. Имаш очи, брасина. Каде гледаш, а? Не сакав, мамо. Така се случи. Прости ми. Овој пат не крпиме. Ќе купиме нови. Прво ти купи нови очила. Така се договорив. Јас можам да почекам. Така рече и претходниот месец. Наредниот, сигурно. Кога ќе пораснам, ќе заработам многу пари и ќе ти купам се што ќе посакаш. Секогаш кога треба да одиме кај моите на ручек во недела, јас морам да го работам ова. Зошто? Белким, нема да им кажеш на твоите дека и денеска си лупел компири. Не гледаш дека се исуши детето? Само пржени компирчиња сака да јаде. Мама, Кажи, сине. го знаеш конде компирот? Оној на касапот? Од каде знаеш дека го викаме компир? Па судејќи според татко му. Пак ме тепаше. Молам? Не ни дава да играме кај што сакаме, ни се меша. Јас не го трпам и се степавме. Се степавте? Кога, каде? Пред зградата, не му направив ништо. Тој постојано ни се топори. Играјте ваму, играјте таму, ме нервира. И ти тоа мене сега ми го кажуваш, а? Полека, бе, жено, полека. Деца се, ќе се скарат, ќе се смират. Ете, си го секо прстот. То си се накострешила толку. Човек, што направи? Леле, тато. Што направи, бре, човека? О, само прстот го исече. А, каков туткун си тарно и главата не си ја пресечеш. Нема миро ти е просто. Ма никој не смее да тепа моje дете. Бубе, стине, брзо, завојот, ајде, дај ми. Леле, како ништо види. Леле, дај стине, брзо. Така. Ножицата? Ево, ножите, ете. Ма ножицата! Ајде. Слушај, не прави циркузи, ќе ни се смее светот. Јас не знам за тебе, Милане. Јас ќе се борам со своето дете, а ти како сакаш. Светот. Буба, по мене. Влези, тетка Донке. Што е ова? Би паднаа книгите на глава. Ми го поматија мозокот. А утре имам испит. Гледај да не го положиш. Лесно е да се каже. Стани. Стани. Цирни низ прозорецот. Зошто? Денеска е недела.
Што сакаш? Конде ја удрил буба! Па што? Што барала, тоа си добила. А и тебе треба некој да те пропушти низ раце. Аха! Куче Касапско-Валандовско! Слушај, ај не баби многу кучиња. Срам да ти е! Срам, не срам, ако ти се симнам долу... Куче Касапско, некултурно! Ајде, сине! Па зар со овие луѓе држава ке правиме? Тука ли најде да тресеш? Треси од другата страна. Што им стана? Ова не е ништо. Ова е обичен разговор. Да видиш ти минатата недела. Тоа беше нешто. Море, сите вас треба еднаш да ве испозатворат. Што? Држи ме да не паднам. Да се поезнам, да се поднаведнам. Ти кажам, јас не изе кој е за во затвор. Чекай. Што ако маш ми е во затвор? Што? Ти гледај си го твојо што не го бидува ни за таму. Море, кој ти фрла тебе трици? А не мислеше на пандо твој? Тој си е таму кај што треба. Ако ти слезам долу, ќе видиш тебе кај ти е местото. Држ ме? Аре, ве знам јас сите како селски буквар. Ај, чекај ме, стоко безопашеста. Сега ќе дојдам да те смачкам. Дедон, ке не се наведнувај, ќе те пуштам. Пушти ме бе, ако не можеш. Ако те пуштам, ќе паднеш. Што бе ти? Што е бре ова? Што е цел град го покренавте на нозе? Сега ќе ти дојдам да те смачкам. Свестете се! Држ ме. Свестете се! Се отдржи ме, ќе паднам. Никаквице една. Ти искупам косата. Ти ме! Ај, прчо твој нека покаже главата, па ќе види. Па ти не знаеш со кого разговараш, ма! Се уморив, тетка Донке. Не можам повеќе, ќе пуштам. Абе, држи ме, не гледаш колку е високо. Тетка Донке, се уморив. Види го. Па разга ќе ни излегол надвор. Ако ти се качам горе, пердови има да летат од тебе чавко ни заедно. Ќе видиш ти. Тетка Донке, ќе те пуштам. Во најубавото ме прекина. Ќе мисла дека сум неспособна. Сега ќе излезам долу. Виде какви зверови за комши имам. Не ми се верува. Уште ме боли главата од онаа викотница. Ај, ќе се навикнеш. Битката изгубивме, ама војната не. А мислев дека во поголем град е поинаку. Идната недела пак има кавка. Ама наместо јас да се карам, ќе одиш ти ќе се караш. Молам? Де. Не плаши се. Јас ке стојам зад тебе и ке ти кажувам се што треба да им се изнавикаш. Аман, тетка Донке, зарем јас да се карам? Сакам да видат дека моите станари се спремни да загинат за мене. Тато? Да излезам само малку, мамичке. Реков не и точка. Убаво е времето. Казната важи до среда. Значи нема да одам на училиште. Не прави се паметна. Седни и гледај телевизија. Ми здодеа. Децата плачат за телевизор. Во градот има само 3 телевизори, од кои едниот е наш. Не е точно. Во градот има 7 кафеани со телевизори и 3 по куќите, значи 10. 7 и 3, 10. Те мола, мамичке, нема веќе да се тепам. Разговорот завршим. Леле, ке си споколевме со онаа Дунка.
100 топки им дупнав и пак овде играат. Чичко Милан беше референт за просвета и култура и вечен непријател на топките. Но не сум сигурен дали им беше непријател и на децата. Извини, Ѓоре, ненамерно беше. Ништо не е. Ќе ставиме малку раки и одма ќе му помине. Ќе ме пече. Нема да пече. Ајде, ништо не. Ајде ќе продолжиме. Ајде. Може би само како таков сакаше да им се представи. Ајде ќе помине, ајде. Во случајот се работеше за 8-та топка која настрада од неговата рака. Нешто му пречеа децата, туку сакаше да го сочува својот углед. Тој попладне не се одмараше, туку имаше обичај да поигра карти. И си мислеше, ете, почна школската година и ќе види малку мир, па со лезет да си поигра. Ама не. Ами сега, пиленца, а? Врати ни ја топката. Зошто? Нема повеќе да играме тука. Не. Ова ќе ве научи на памет. Туп. Ајде да венемо од тука. Дали некогаш престанува желбата за игра кај децата? Никогаш. Ке скубнат троа време меѓу часовите, ке играат, ке беснеат, ке лудуваат, а по часовите дома, бргу ке ги проплескаат домашните, ке поднаучат и надвор пред зградите на полјанката. Кучето го не ранихме, мачето да не заборавиме. Заедно с кафето. Поделете. Повели. Ајде, качуве се. Брато. Така. Срекно, Чичко Јордане. Рипчиња, а? Што? Диме. Леле, ако те фатам, бе. Ако ти мене вака ту, а? Ајде, се враќаме. Абе, зошто? Се враќаме. Нема да одиме. Мораме да го разбиеме малерот. Ајде. Абе. Ајде. Правило број 1. На рибар никогаш не вели му... Ништо не велим. Ајде. Држи. Среќно, комшија. Да треба ти.
Ајде, деца, повелете на шекерчиња, лежавчиња, пуканки, сладолед, ајде купете. Мамо, гледај! Ајде повелете шекерчиња, лежавчиња, сладолед, ајде повелете. Да замислам. Леле, колку убави работи ми се случуваат. Така еден крупен, развиен човек, па подарок, па разговор и четворка. Што е? За 4 години. Не. За 4 месеци. Не. За 4 дена. За 4... Шекерчиња, ајде, сповелете! Добар ден, дечиња, што сакате? Сладолед. Сладолед, има сладолед, многу убав сладолед има. Имате парички? Да, повелете. Благодарам. Овде нема доволно за 2 сладоледа? Нема. Нема. За овие парички ќе ви дадам само еден. Може? Може некако за двете? А како мислите да ви дадам на двете? Без пари? Има некаков проблем. Сакаат 2 сладоледа, а нема доволно пари. Парите не се проблем во овој случај. Вратете ги нивните. Ајде, деца, еве ви ги парите. Повелете. А сега дајте им 2 сладоледа. Јас веќе ги платив. Благодарам. Ајде сега. За овие пари можете да јадете сладолед до следното лето. Ајде, повелете сладолед, ајде лежавчиња, ајде повелете шекерчиња, ајде повелете, ајде повелете сладолед. Не чини времето. Затоа не гризе. Да си одиме дома. Да си одиме, ама... Ке ни се смее цела улица. Да купим од продавница. А? Не може. Денеска е недела, се е затворено. Тато ми се закачи, тато. Ми се закачи децата, тато. Не е закачена. Влечи, ајде! Влечи! Влечи! Така. Ајде! Браво, сине! Јам патив. Држи ја! Браво! Браво, види го, крапче! Браво! Сине, еве ти ја твојата риба! Браво, сине! Браво! Браво! Сина, тато, браво! Браво, сине! Слушај, почна да јаде. Ајде! Да продолжиме.
Нека живе! Браво, сине. Сега стана прав лидер. Тоа беа првите денови на мојот живот во Караорманск. А меѓу нив неделата заземаше значајно место. Толку значајно што, морам да признаам, кога се ближеше, се договарав со еден мој другар сабота навечер да спијам кај него. Тоа го правев од две причини. Прво, да не и стане навика на тетка Донка да ме тера јас да се карам со соседите наместо таа, и второ, многу ми пречат караниците на возрастните луѓе, кои во лутина воопшто не внимаваа што велат и како велат. Не. Ова морам да го формулирам поинаку. Не ми пречи што сето тоа го слушаат децата. Ми пречи што никој ништо не им објаснува. Само викаат, се дерат, наредуваат, никој не разговара. Овие луѓе како да не знаат да разговараат.